Денот со мене вечерва во Дневникот се директорот на Фондот за иновации и технолошки развој Јован Деспотовски и претседателката на Сојузот на стопански комори Даниела Арсовска. Добре дојдовте во Дневникот на Сител. Арсовска, ќе започнам со вас. Сигурно ја видовте веќе економската програма на владата. Пред изборите имавте средби како Сојуз на стопански комори и со представниците на СДСМ и со опозицијските партии. Дали се вашите очекувања имплементирани во делот на програмата и каква е генерално вашата оценка за она што се ветува сега? Она кое што е навистина клучно е што во овој момент сето она кое што било зацртано како план за реализација на економски план, сметам дека не е можеби толку многу релевантно колку што е справувањето со ситуацијата која што имаме со здравствено-економската криза. Значи имаше некои одредени прилагодувања, меѓутоа како што знаеме и на економски план имавме навистина големи предизвици во изминатите веќе 6 месец како траат одредени рестрикции, поради кои што не се во можност сите оние кои што вршат дејност во Македонија да ги имплементираат во целост своите планови и не се во можност исто така и да работат и да заработуваат тука како би ги покривале своите основни трошоци. Затоа веќе фокусот сметам дека на новата влада која што очекуваме да се конституира во текот на викендот најдоцна до понеделник, дека би требало да биде што е можно поскоро посветување на реализација на она кое што е отстранување на бариерите кои што ги имаат сите оние кои што работат во приватниот сектор, како би можеле да излеземе од оваа фаза во моментов на преживување на стопанството. Што е тоа клучно според вас што треба да се преземе, бидејќи гледаме дека владата веќе најавува 4 пакет на мерки за помош на стопанството, што е според вас пресудно да биде дел од овој пакет за помош? Па најпрви она кое што ние апелиравме е дека може да се направат два типа на мерки, едните се финансиски, другите се нефинансиски, меѓутоа оние кои што се финансиски навистина од она кое што имавме можност да се реализира до овој момент се навистина минорни. Беше и доста лимитирано со оглед на тоа дека немавме влада која што имаше целосни ингеренции, имаше нели техничка влада во повеќе од што би требало нели да има, која што немаше можност и слободно да одлучува, меѓутоа не функционираше и собранието, што беше навистина лимитирачки фактор за да може да се реализира сето она што му беше неопходно на приватниот сектор за да може да започнат одредени циклуси во делот на финансирањето, особено и ради изборите, голем дел од оние работи кои што требаше да функционираат, не функционираа ради тоа што беше лимитирано во делот на исплатите. Меѓутоа, она кое што е важно е дека финансиската помош треба да биде зголемена и што е можно поитно да пристигне на оние места на каде што е најнеопходно. Деспотовски, од крајот на април до денеска бројот на лица кои активно бараат работа се зголемил за над 36.000, што е јасен сигнал дека се потребни посилни, поцврсти чекори во делот на помошта на компаниите за да се задржат работните места. Сметате дека досегашните мерки потврлиле, не биле доволни? Апсолутно. Или треба да бидат само надградени? Апсолутно не. Она што го спомена и претседателката на Сојузот на стопански комори, многу е важно интензивирањето на економската поддршка. И финансиската и нефинансиската. Тоа што го очекуваме во периодот што следи, тоа што е најавено и тоа што стои во економската програма. Точен е бројот, за жал, 35.000 наши сограѓани се дополнително надвор од своите, односно надворот од работните места. Меѓутоа, поддршката што ја даде владата во изминатиот период, особено во делот на обезбедување на минимална плата, сметам дека оваа бројка ја задржа под некаква контрола. Повторно кажам, 35.000 не се малку, меѓутоа доколку ја немаше поддршката за минимална плата која што искористија, мислам, скоро над 200-250.000 наши сограѓани вработени, мислам дека оваа бројка ќе беше многу поголема. Така што мислам дека ова е добра мерка. Мислам дека со ваква мерка и со дополнителен сет на мерки кои што стојат веќе во самата програма кои што се најавени, дел од мерките веќе се реализираат нормално. Имавме еден сет на мерки поврзани со бескаматните кредити, имавме една програма која што реализира се уште Фондот за иновации и технолошки развој во сегментот на поттикнување, односно на излегување веќе од фазата на преживување кон фазата на заздравување, која што е многу важна не само за самите компании, бидејќи кога зборуваме за компании, компаниите не се некоја фиктивна категорија. Компаниите се луѓе. Таму имаме сопственици, меѓутоа имаме еден голем број на луѓе кои што зависат, чии што работни места зависат не само од опстанокот, него и од развојот на тие компании. Така што она што е ставено во самата програма тоа е дека во наредниот 4-годишен период приватниот сектор, особено сегментот микро, мали и средни предпријатија кои што се 98-9% од домашната економија, може да очекува најмалку
600 милиони евра поддршка од државата, мислам дека доволно говори колку ќе биде, каква е намерата, колку е сериозна намерата на владата, не само да го помогне преживувањето, туку да влеземе во еден циклус апсолутно на економско заздравување. Ја спомена Деспотовски мирката за поддршка на минималната плата, веќе 2 месеци компаниите не се опфатени со таква мирка. Дали сметате дека новиот пакет треба клучен фокус да стави и на ова прашање, односно таа мирка да продолжи од септември? Она кое што ние го гледаме од анализите кои што ги правевме, затоа што имаме комуникација на глобално ниво со сите кои што во моментот имаат мерки за, независно од тоа во која фаза се наоѓаат, за помош на стопанството и на приватниот сектор, е дека кај нив мерките продолжуваат до октомври месец и верувам дека и кај нас би требало да се превземат сериозни чекори кон тоа да се продолжи оно што е стимулирање, особено во делот на задржување на работните места, минимум до октомври месец, додека би требало да се размислува за одреден дел на оние кои што се не директна финансиска поддршка, туку олабавување на финансиските обврски кои што ги имаат предпријатијата, односно сите оние кои што функционираат во приватниот сектор, некаде барем до март месец 2021 година, затоа што гледаме дека веќе сме во третиот квартал од 2020 година, а се наоѓаме во една така подлабока рецесија, можеме да кажеме, од која што треба да се трудиме во текот на наредната година да излеземе и не само да имаме раст, туку треба да планираме и некој иден развој практично на економијата. Ќе им биде ли од помош на, еве, во угостителскиот сектор имаше сериозен удар кризата, ќе им биде ли од помош мерката која што владата е ставила во програмата за намалување на ДДВ од 18 на 10%? Ќе им помогне ли тоа на угостителите? Па во овој случај на угостителите кои што навистина сметам дека како сектор, не само тие, и туризмот е тука, има доста гранки кои што беа навистина ефектурани од ова кој што се случува со кризата и ова е, мислам дека помош која што би требало да ја добијат и навистина би била добра, меѓутоа треба да е проследена и заеднички со поддршка во форма на други видови на помош кои што може да ја добијат, затоа што тие се во моментов во фаза кога се уназадени. Тие се во овој момент во фаза кога не може да ги покријат ни основните месечни трошоци, не зборуваме тука само за платата, значи се оптоварени и со кредити со кои што ти инвестирале во собственото работење досега, прехрануваат повеќе семејства, имаат на сопствен терет, исто така имаат по основ на закупнини и на останати месечни трошоци за струја, вода, режиски трошоци кои што треба да ги покријат. Меѓутоа и не е само тој сектор, има многу сектори на кои што треба да се помогнат и повторна помошта не мора да биде исклучително финансиска, иако таа е најдобра и е најбрзо стигнува, меѓутоа може да биде и нефинансиска. Фондот за иновации Деспотовски имаше резултати со конкретни финансиски проекти. Колку овој микропристап може да се спроведи и да биде остварлив како економска политика? Може да биде остварлив заради тоа што еве конкретно зборувавме за работни места, значи фокусот, повторно кажам, компаниите да, меѓутоа се зборуваме и за луѓето. Значи пред се оваква фаза изминативе 6 месеци, веројатно во следните 6 месеци фокусот се луѓето. Фокусот е како да ги задржим луѓето на работа. Например, на последниот јавен повик кој што го реализиравме во рамки на третиот сет на владини мерки за економско заздравување, во финалната фаза на доделување на средства врегуваат некаде над 100 компании кои што во моментот вработуваат некаде околу над 1000 наши сограѓани. Значи зборуваме за микро, мали и средни компании кои што се охрабрили во дадена ситуација, решиле наместо да одат со чист опстанок да размислуваат за некаков вид на инвестиција кој што ќе им помогне не само да се прилагодат на новите услови, него да се развиваат и понатаму. Пристапот, да, можеби во оваа фаза зборуваме за 100 компании, не опфаќа, да кажеме, многу поширок дел на нашата економија, меѓутоа она што го направивме во соработка со стопанските комори, на што особено благодарам и на соработката со ССК, направивме една анализа, бидејќи повеќе од 2000 компании, кои што е веќе значителна бројка, изразија интерес за мерката. Меѓутоа, веројатно се уште не се охрабриле да размислуваат за инвестиции од повеќе причини. Ние не сакавме да ги нагаѓаме причините, него спроведавме една анкета која што ни покажа дека половина од тие компании, че зборуваме за некоја бројка од над 1000 домашни субјекти, веќе размислуваат за инвестиции. Сметаат дека процедурите се во ред, дека критериумите ми одговараат, меѓутоа во сегментот на износот на финансиски средства и на начинот на кој што сме предвиделе тие средства да се вратат назад кон државата, од кога ќе се реализира инвестицијата, имаат одредени забелешки. Ние тоа го послушавме и веќе сме во фаза на изработка на ист таков повик по прилагодени услови, кои што ќе охрабри многу поголем број од овие 2000 компании реално да аплицираат и да ги добијат тие средства. Меѓутоа овие средства, повторно кажам, не се средства за опстанок, овие се средства веќе за развој. И овие резултати очекувам многу брзо да ги видиме. Зошто? Бидејќи
Досегашното наше искуство на ваков пристап на работење ни покажува дека во 2019 година компаниите кои што ги финансира Фондот за иновации и технолошки развој во буџетот уплатиле 3,5 милиони евра повеќе отколку што фондот исплатил кај економијата во истата таа година. Тоа значи дека имаме 3,5 милиони евра повеќе за плати, пензии, здравство, образование и така натаму и така натаму. Значи тој пристап веќе не е микропристап, бидејќи станува збор за веќе сериозни бројки. Ние веќе во моментот сме во некоја фаза на разговори и со Светската банка, и со Европската комисија за многу посериозни средства во 2021 година. Со Европската комисија зборуваме за средства кои што би достигнале каде околу 30 милиони евра, кои што би се пласирале. Така што веќе не е микропристап, него е пристап кој што реално ќе опфати значителен број на правни субјекти. Поминавте повеќе пати, ни мора се кажи помошта да е финансиска, кои се оние чекори кои што не опфаќаат финансиска помош, но кои во овој момент на бизнисите ќе им бидат пресудни во заздравувањето? Еве едно од тие, да кажеме, брзото справување со сивата економија. Имавме, како што видовме поради пандемијата, голем дел од сите оние кои што не само живеат работа тука се прилагодија на условите и отпочна да ги користат дигиталните алатки, односно дигитализацијата што им е на располагање, да можат да си преадаптираат дел на сопственото работење на онлайн платформите. Меѓутоа тоа доведе и до голем број на злоупотреби, така да делот на сивата економија, на справување со конкуренцијата, на сите оние кои што легално регистрирано си работат, си плаќаат редовно даноци кон државата и дисциплинирано, верувам дека треба да се заштитат, а најдобриот начин како да им се помогне е да не им го зима делот од колачот на пазарот некој кој што не плаќа никакви даноци и давачки, не само што не е лојален на државата, туку едноставно представува и нелојална конкуренција. Во тој дел, да, апсолутно. Вториот дел сметаме дека може да биде навистина од помош укинувањето на парафискалните давачки. Значи парафискалните давачки е нешто кое што представува голема потешкотија на предпријатијата, особено на оние кои што отпочнуваат собствен бизнис. Ние предоминантно сме фокусирани на предприемачите. Во Македонија предприемништвото е нешто кое што е во полнек и секој оној кој што се осмелил едноставно да инвестира, треба да знае што се му следи во годините кои што доаѓаат, особено во делот на каде што треба да се посвети на тоа да позаеми пари и да отпочне, да не биде на товар на државата, туку да заработува самиот и да си вади платата самиот на себе си. Овие парафискални давачки се нешто кои што предпријатијата ги гледаат текот како ќе ги формираат своите правни субјекти, значи имаат на повеќе од 145 парафискални давачки во оној регистар ние кои што почнавме да го креираме, со кои што може да им се олесни работењето и нешто кое што може да се скрати, да им бидат трошоци кои што нема да ги даваат во следниот период или барем не толку активно колку што тоа било случајот до сега. Бизнисот имаше свој представник во претходниот состав на владата или барем до пред стартот на функционирањето на техничката влада. Сметате ли дека е минус што сега коморите, односно бизнисот нема свој директен представник, дали во форма на вице-премиер или на некоја друга позиција во владата? Добро, повторно имаме вице-премиер во владата кој што доаѓа од стопанските комори, кој што има работно искуство долгогодишно во делот на стопанските комори, а на крајот на криштата, според нас, најважно е оној кој што ќе работи во економските ресори да има познавање од што се потребите на приватниот сектор и да може да излезе во пресаж што е можно подобро, побрзо, поефикасно, поефективно за она кои што се потребите, да можеме да ги задржиме работните места, да можеме да продолжиме да работиме барем онаму каде што застанавме и да можеме да се фокусираме на она кое што е не веќе фаза на преживување, туку на опоравување, па и на развој во следните месеци. Деспотовски ќе има ли новата влада слух за бизнисот? Ние мислам дека и досега покажавме, да не зборувам, јас може и председателката на ССК да потврди, мислам дека апсолутно имаме не само слух, него и одлична соработка во изминатиот период. Така што очекувам таа соработка апсолутно да продолжи понатаму. Впрочем, она што е преточено во самата програма се елементи кои што се фактички разработени во соработка со реалниот сектор. Јас повторно ќе кажам дека конкретни програмите кои што ги реализира фондот, значи постојано ги работиме во соработка и со коморите, меѓутоа и со членките на коморите, значи самите компании. Така што пак кажувам, не сметаме, ниту јас лично сметам дека знаеме се и дека ги знаеме потребите на реалниот сектор. Честно е да прашаме, честно е да го сослушаме, честно е да разговараме и да дојдеме до заедничко решение кое што на крајот на денот ќе ни донесе добивка на сите. Така што она што го имавме како пристап до сега, апсолутно отворен. И како институција и како институции, извинете, не само за фондот, апсолутно очекувам да продолжи понатаму. Сакам да ви се заблагодарам на двајцата за гостувањето во тема на денот во Дневникот на Сител. Благодариме.